the world is changing. Во срцето на Северна Рајна-Вестфалија, една од најбогатите германски покрајини, се наоѓа градот Вилих. Поранешната болница во него, напуштена во 2014-та, е адаптирана во бегалски камп. Привремен дом за неколку стотици луѓе главно од балканските земји. Жителите на Вилих на шега велат дека кампот представува мини балканска колонија во најсилната европска економија. Кога ги прашавме зошто заминале од дома, добивме безброј различни, но во својата суштина многу слични одговори. Сите без друго велат дека родното место го напуштиле во потрага по подобар живот, а тоа во Германија не поминува како силен аргумент за добивање азил. И додека науката ги анализира бегалските кризи и имиграциите како социолошки феномен, а политиката секогаш го проблематизира ова прашање, времето неповратно тече, а животот минува. Луѓето во кампот живеат од ден за ден, без можност да прават подолгорочни планови, свесни дека имаат минимални, речиси никакви шанси да добијат азил. Кога војната во Сирија во 2015-та го запали фитилјот на една од најголемите бегалски експлозии во поновата светска историја и реки од бегалци почнаа да течат по разни маршрути кон Европа, голем број луѓе од Балканот се качија на кризниот бегалски бран во надеж дека и за нив на планетава ќе се најде подобро место за живење. Маката дома била сигурно голема, штом животот во кампот се доживува како премија. Нивните животни премрежја се привремено засолнети во овој објект, обкружен со убав, голем зелен парк и езеро, но тие како да немаат што да сокријат. Пред камерата ги отворија срцата и искрено зборуваа за товарот што им лежи на душа. Напустили сме Србија затоа што нема услова за живот, за школовање за децу, нема посла, нема ништа. Јас сам тренутно радио тад кога сам дошол 2015 во една фирми, 3 година сам радио, тоа сам фирму напустио, нисам примал редовно исплату. Минималац кој сам примал 22.000, примал сам сваки други, треći месец, нисам имал од чега да живим, од чега да школуjem деца, од чега да их храним. Мени нема ни една држава nije bolja nego moja, zato što ja svoj jezik razumijem. Ne prisiljavate, nisi primoran da učiš, ali ako ti nemaš uslova za život, meni bi bilo dobro i u Afriku da odem da živim, da znam da ću da imam liječenje. Meni je liječenje najbitnije. Danas ako ne jedem, i sutra ako ne jedem, naću treći dan da jedem. Ali svoje dijete da vodam onako, vjerujte, za mene nije važno, imam 50 godina. I sutra da umrem, sve mi je jedno. Ali mi neka dođe, kome ću da ostavim to drugo dijete? Ko će da se brine o njemu? Pa mnogo nam je bolje ovde. Kod nas je teže, prvo za posao. Bilo ovde da tražaš posao. Uvijek si diskriminisan. Diskriminacija stvarno nije svude, ali je većinom diskriminacije. Kad ideš, kad te vidu da si Rom, da kažem cigani, zvaćemo te ili ne trebaju nam više radnici. I tako. И се нижат тажни бегалски приказни како на филм, но за разлика од турските серии, овде сценариото е запишано во тефтерот на судбината. Какво би било тоа балканско семејство без македонци? Незамисливо. Во Вилих има и многу наши. А тука многу добро, дојдов заради све мој живот, заради здравјето, пошто ја немам никој, немам мајка, немам татко, немам никој. И дојдов тука да си најдам свое место, некако да ми помогнат тука да се лечам, имам бактерија, не ме лечат докторите во Македонија, немам престој во Македонија, немам ништо.
Значи дојдов тука да тражим нека помош да ми помогне. Добро е тука, стварно напредува. Идам кај докторите, термини имам сега за терапија, да правам движење, да таа циркулација да ми прераде некако, пошто ја не осеќам ногата. И Македонија ми рекла да ми сечат ногата. Ја не сакам, кој ќе ми гледа мене? Ја сакам да си живеам како другите, сакам да ходам, сакам да бидам здрава и жива, да бидам. Домашен договор и се согласивме бидејќи јас живеам во една куќа. Мислам една соба имам, немам купатило. Таа соба седе камизирка и си решив да се дојдам во Германија. Дај Боже повеќе да ме држат. Не треба да работам ако не е во Германија, ама да ми е тука само да ми дават храна како што ми дават, све окей. Судот ми рече ти можеш да идеш дома, децу дом, жена фраухаим. Значи у дом да иде и жена, да иде. Ево ми е за лекување овој, у болницата, документот, ево таблети, ево што треба да термин, треба да се оперишем, а и денеска ми стигнал, овој не е позитивно. Значи, сака да ми бркат. Да ми вратат у Македонија, ево. Може да го прочитате. Значи, моја изјава не го префата. А кај да идам дома, немам куќа, немам ништо. И ту сум разболен. Абе, Македонија е наша држава, не викам не. Значи, секако дека не би живеела вака како тука во Македонија, затоа што ние сме државјани македонски, што се вика. Ама да имаш стабилна работа, да имаш престој за живење, значи, може под кирија живеат луѓето, немаат каде да се живе. Немаш доволно за со 100 евра, некој 100 евра работи за цел месец. И со 100 евра што ќе направиш цел месец? Не се сите дојденци во Вилих погодени од сиромаштија. Впрочем, на Балканот има и други сериозни проблеми. Овој млад човек од Ужице во Србија се влюбил во жена од друга вера, ама не добил благослов од родителите да се ожени со неа. Двојката се венчала, пошто животот во родниот град станал неподнослив. Има мало проблеми со жена у куќи, затоа што сум ја муслимана, жена ми е христијанка, па не дозволявају брачен пар да буде друге вере. Мои родители. И тако проблеми, јас сам мама мора да побегнем због тога. Би могол да имам бољи живот со жена. Што супругом. Во кампот во Вилих не се само гостите балканци. И најголемиот број од вработените кои се грижат за нив се луѓе со потекло и корени од југот. Јас не го бирав тој пат, зашто тогаш повеќе сум од скоро 7 години у Германија, значи не преку азил. не го бирав тој пат, најнормално совработување преку тука сум веќе 4 години, пред тоа бев у некоја друга фирма, тоест у пасошка контрола, у аеродромот у Дизелдорф, преку работна виза по децата. Како социјален работник, првото што нашата одговорност е кон азилантите кои што се наоѓаат во кампот во, така да го кажам, тоа германски централна Unterbringungseinrichtung, значи централно прифатилиште на азилантите во Вилиш, е луѓето да ги прифатиме, најнормално. Со тоа имаме и други одговорности кон нив, најнормално да им бидеме под десна рака, така тоа да го кажувам, да со смештање на соби, добиват соби од нас, најнормално. Исто така хигиенски артикли, кои најнормално хигиенски артикли од кои што треба секојдневно да ги употребуваат. И од аспект на сите останати потреби во врска со азилот. Вилих е камп од втора категорија во кој луѓето од германските власти најчесто добиваат писмо на кое пишуваат со рук. Ако се подготвени да заминат доброволно, можат да бидат почестени и со билет за авион или за автобус. Воспротивно ги депортираат со листици на рацете од најблискиот аеродром и со печат во пасошот, што значи забрана за повторен влез во Германија. Овој вика тука задна станица. Од тука
дома вика ќе се одите. Дали со авион, дали со автобус. Ако сакаш фрајблиш да се одиш, ќе се одиш фрајблиш. Ако не ќе лесици у руке и на авион. Дизелдор. Така зборуват. Ево, оке, неќе боле фрајблиш да се потпишеш, да се оди народ, или него пат да добие забрана 3 години, 4 години забрана, 5 години. Не знам ни ја. Да се враќам дома, нема да се враќам. Сепак, додека траат долгите бирократски процедури во кои земјата домаќин се произнесува по нивната апликација за азил, бегалците уживаат голем број права што и доликуваат на Германија. The biggest problem, I think, is that the refugees have a negative perspective for taking asylum in German country, so that the German country will send them back in their own countries. And we are with the refugees hand on hand every day, so we try in our work to make them their life here in Germany a little bit greater. We have also a school, we have a child garden, we have a medical station, we have our social station, so that we offer them these things which are needed for every human being every day in every country to live and to survive. Kad dolazu naši, svi, onda mi idemo dole, onda kako im treba nešto prihvaćujemo, za ako im treba medikamente, ako im treba pomoć od lekara, onda oni dolaze kod nas, kad je lekar tu, lekar nam dolazi svaki dan po 2 sata, dolazi nam i dečji lekar i tako da organiziramo za medikamente, za recepte, za bolnice ako treba neko na operaciju i takve stvari. The refugees are standing up in the morning. Every refugee has a single room, so that they can, like in a hotel, sleep how long they want to sleep. Then they stand up. We offer the breakfast like the breakfast international is, with all the things you need, with water, coffee, tea. So then starts the German language course, the mathematics language course. We have the medical station all over the day in the camp opened. We have our social work, so that the social workers are every day for the refugees to give them structure, to help them, to speak with them, to talk about the problems, to make them the life better. Then they have the second food. We offer every day different food, so lunch, yes. We have their possibilities. We are looking what they like. If they like the food, we are trying to ask them what they eat, what they like to eat, so that also about the food you can do a lot of things. But because if a man or if a woman or if a person is not hungry, it's great. Yeah, the problems are going down. If a person or a man is hungry, the situation is not so okay. Институциите кои функционираат можеби бавно, но сепак безпрекорно и добро обучените и организирани професионалци, обединети под чадорот на EU Home Care, прават од кампот во Вилих достоинствено и за многумина привлечно место за живот, кое не би го напуштиле ниту за жива глава. Ne bi željela nikad da se vrati. Meni bi bilo bolje ovdje u zatvoru da budem. I tu bi imala liječenje. I u zatvor da me zatvore. Nego u Bosni. Eine Zeit lang hatten wir viele Bewohner aus Afghanistan, aus Syrien, aus dem Irak. Dann, als Krise in der Türkei war, hatten wir auch viele Bewohner aus der Türkei, die hier Asylantrag gestellt haben. Zentralafrika. Wir haben eine Phase gehabt, wo viele, ja, wir sagen halt immer Bewohner, also für uns sind immer alle gleich, aus Tadschikistan zum Beispiel auch kamen. Also ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, es sind immer so viele oder so viele, das wechselt ständig. Also es ist auch, glaube ich, hängt oft viel damit zusammen, auch weil viel auf Flüchtlingsebene auch über Schlepper abläuft und welche Gerüchte die Schlepper gerade streuen. Also als Beispiel zum Beispiel, wir hatten in einer Einrichtung eine Frau mit 5 Kindern und die kam aus Tschetschenien, weil die Schlepper dem ganzen Dorf erzählt haben, wenn ihr nach Deutschland geht und Asyl beantragt und ihr habt eh keine Bleibeperspektive, dann bekommt ihr Geld, damit ihr wieder nach Hause gehen könnt. Also das geht ganz schnell, du musst auch nicht lange in Deutschland bleiben. Ein ganzes Dorf ist in einen Bus gestiegen, ist nach Deutschland gefahren.
haben einen Asylantrag gestellt und dann saß die Frau jetzt mit ihren Kindern in der Einrichtung, wollte gar nicht da bleiben und sagte, ich wollte nur das Geld, damit ich eine Kuh kaufen kann und damit ich meine Familie ernähren kann. Und hat dann aber vor Ort oder in Deutschland verstanden, dass sie da einer Lüge aufgesessen ist. Integraciju treba samo pametno odraditi i u pravim trenucima je treba odraditi. Jer jedan izbjeglica koji prođe ne znam ni ja koliko zemalja, gdje ostaje, gdje boravi po mjesec, 2, 3, 5 mjeseci, 6 mjeseci, čak do godinu dana, u tom periodu toliko toga može da se napravi, da se taj izbjeglica integriše i kvalificira da on kada dođe stvarno na svom mjestu boravišta, on već može da pruži kompletan doprinos toj državi gdje je došao. Ja sam ovim ljudima zahvalna na svemu što nam daju. Stvarno ljudi se puno trude. Trebaju da imaju i oni imaju svaki dan stresa. Ovdje dolaze ne samo mi iz Balkana. Dođe ljudi iz cijelog svijeta. Treba ih razumjeti. Nama je dobro. Meni je dobro. Nas dobro pazi. I da znam ovo da njemačka vlada gleda, da oni to gledaju. Moja jedina molba bi bila, ne trebaju mi pare, nek me daju da se hranim sa tafela. To je Caritas. Samo da imam liječenje. Liječenje mi je najbitnije u životu. Германија го ограничи бројот на баратели на азил на максимум 200.000 годишно. Балканските земји ги смести во групата сигурни, чии жители немаат право на азил. За ваквите мерки придонесоа податоците според кои дури 40% од вкупниот број баратели на азил во 2015-тата биле од Балканот. Најголем број од бегалците дошле од Сирија, а на второ и на трето место не се ниту Ирак, ниту Афганистан, ниту Јемен, земји во кои животот не има висока цена, туку замислете – Србија и Албанија.